Почитувани добровечер. Емисијата Став вечерва е со поинаков концепт. Наместо гостин во студио, на линк ја имаме Сашка Цветковска, главен и одговорен уредник на Истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ. Започнуваме веднаш со прашањата. Истражувачката репортерска лабораторија стартуваше со проектот Мобилни редакции. Зошто токму мобилни редакции и која е целта на овој проект? Мобилни редакции, идејата за мобилни редакции настана уште со самото формирање на Истражувачката репортерска лабораторија. Ние бевме комплетни аутсайдери во светот на невладините организации, а сакавме да работиме тоа што најдобро го знаеме, а тоа е следење корупција и организиран криминал. Како што знаете, Истражувачката репортерска лабораторија, или оние можеби некој не знае, е дел од меѓународниот проект за известување за организиран криминал и корупција. И јас, како еден од коосновачите на ИРЛ, сум член на бордот на директори на овој голем проект и на оваа голема организација која располага со 43 центри на секаде во светот, истражувачки репортерски центри. Тоа што ние го правиме е ги следиме парите преку граници. И оно што јас можам да ви го кажам е дека парите се движат преку границите побрзо од луѓето. Се замисливме, што можеме да направиме во Македонија да го искористиме нашето знаење, да ги искористиме нашите вештини, стекнати на работа на овој проект и да ги аплицираме локално и да им помогнеме на луѓето да го подобрат својот живот. Некој можеби ќе се праша каква врска има подобрувањето на животот со известувањето за корупција. Ќе ви кажам секаква врска, бидејќи квалитетот на нашиот живот зависи и од борбата со корупцијата и тоа какви институции имаме и колку се тие подготвени да ни овозможат општество во кое корупцијата би била лимитирана и државните ресурси не би се трошеле на начинот на кој се трошат. Тоа е задачата на мобилните редакции. Одиме од регион во регион, од терен на терен и известуваме за локална корупција, користејќи ги вештините кои сме ги стекнале низ сите овие години работа на меѓународни проекти и работејќи со млад и ентузијастичен тим, кои на овој проект се пробуваат и како продуценти и како истражувачки новинари, и ние сакаме да им овозможиме младите луѓе да го направат тоа најдобро и да привлечат и други млади луѓе кои утре ќе ни помогнат во мисијата за транспарентно и фер известување од страна на медиумите. Во колку региони во земјава ќе се спроведува проектот Мобилни редакции? Проектот засега ќе се спроведува во 3 региони, односно ние имаме план за 3 региони, инаку идејата е да се спроведува во 8 административни региони во Македонија, колку што ги има. За сега, односно оваа пролет ќе ги поминеме североистокот, потоа одиме во Полошкиот регион, после Полошкиот регион одиме во Струмица. Сите активности во овие 3 региони треба да завршат до 31 мај и потоа продолжуваме. Се надеваме од есен натаму да ги посетиме и другите региони и да создадеме еден систем кој да создадеме не само систем, туку да создадеме вредност, концепт и дизајн кој потоа би можел да функционира постојано. Нашата цел не е само да одиме во регионите и да известуваме за корупција, во регионите кои ги наведовме, туку да направиме и модел на доверба меѓу граѓаните и меѓу медиумите. Ние сакаме да известуваме за локална корупција и сакаме да ги охрабриме луѓето и тие да ни помогнат тоа да го направиме. Сега сме во североистокот, така? Сакаме да ни помогнат луѓето од Куманово, луѓето од Крива Паланка, луѓето од Кратово, луѓето од Конопница, луѓето од Ранковце, луѓето од Липково, сите оние загрижени граѓани кои ги разбираат ефектите од корупцијата, а тоа е масовното иселување, тоа е причината зошто вие граѓаните во североистокот живеете во најсиромашниот регион и сите заедно си помогнеме. Но за ова да го бараме, треба да имаме доверба. Медиумите во моментот немаат доверба и ние сме тука да помогнеме и да објасниме како работиме, зошто го правиме ова и да бараме доверба. За заедно нели да се бориме. Започнавте од Крива Паланка. Какви информации досега пристигнаа до вас? Според граѓаните, има ли корупција во градовите во североисточниот дел на земјава? Имате ли досега некои конкретни примери? Не знам како да одговорам на ова прашање. Корупција има. Македонија е земја со длабоко вкоренета и широко распространета висока корупција. Кога ќе кажеме висока корупција, се мисли на врските меѓу луѓето кои имаат моќ, позиција или влијание, или сите три, во извршната власт, во најмокните институции во Скопје и ги користат тие конекции или самите се конекција за да се стекнат со лична корист. Ме прашувате дали го има во североистокот, не можам да ви кажам што работите, но што работиме ние, но можам да ви кажам дека да, во североистокот има корупција и ние сме тука да ја расветлиме. Имате ли поддршка од релевантни институции и организации за реализација на овој проект?
Една од најдрагите работи во овој проект ни е што имаме поддршка и партнерство од независните институции, значи од независните институции, оние кои ги бираме во собранието и оние кадри кои во изминативе 2 години за прв пат се бираа со учество на граѓаните во постапката за одлучување за тоа кои ќе ги води клучните институции во борбата против корупцијата. Наши партнери се Антикорупцијската комисија и Канцеларијата на државниот ревизор, главниот државен ревизор Максим Ацевски и претседателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска беа во Крива Паланка на нашиот отворен ден. Ни помагаат да разбереме како функционира корупцијата во локалните институции, со нив се советуваме, со нив се консултираме и тие ни даваат и храброст и легитимитет и ни помагаат да оствариме подобри комуникации со граѓаните. Со кого се ќе соработува тимот на ИРЛ при создавањето на истражувачките новинарски истории? Како што ви кажав и претходно, имаме соработка со институциите, имаме соработка со невладини организации во сите региони, имаме соработка и со колеги надвор од државата за оние случаи кои побаруваат истражување надвор од границите на Македонија, бидејќи не идовме, нема да кажам во кои региони точно, со цел да не го загрозиме истражувањето, но не идовме на ситуации, да речеме, во кои што се одвојувале значителни средства и државни и природни ресурси од оваа држава за интересите на малкумина мокници во Македонија. Еве ќе кажам дека се од североистокот, но наидовме и на врски надвор од оваа држава и нивни партнерства со компании надвор од Македонија. Нема да кажеме кои, но партнери наши се и сите 43 организации од меѓународната мрежа за известување за прекограничен криминал и корупција. Кажете ми кој го сочинува тимот на истражувачката репортерска лабораторија? Колку луѓе работите? Новинари, продуценти, сниматели? Тимот на ИРЛ е мала, ама посветена екипа. Во екипата сум јас, Маја Јовановска, нашите млади храбри новинари, Давид Илиевски и Деница Чадиковска. Давид ни е и контрола на квалитет на нашиот продукцијски тим. Тука е искусниот снимател Трајче. Трајче го знаат повеќето од А1 телевизија и е доста популарен меѓу колегите. Овде со нас Трајче Антоновски да ни обезбеди ентузијазам во тимот и да ни помогне да направиме најдобри теренски снимки. Нашиот тим се подмлади, ги добивме Исток Чаповски и Владимир, тие ќе бидат наши монтажери. Во канцеларијата во Скопје имаме поддршката од Елена Митревска, Лука Блажев. Тие се тука да се погрижат за најдобро да ги искомуницираме визуелно нашите стории и да ги изработат графиките. Александра Денковска ни помага во Скопје, Ивана Настеска и други луѓе. Воглавно тим од млади луѓе, ентузијасти и луѓе кои веруваат, тоа е најважно од се, во нашиот тим и новинарите и техничкиот персонал. Сите веруваат во идејата дека можни се промени, дека можно е да се случат пресврти, да се подобри квалитетот на животот на луѓето во оваа земја, да останеме нашите семејства да ги сочуваме. Вие луѓето од североистокот кои се соочувате со најмасовно иселување, да не мора да мислите дека единствената иднина која ви припаѓа е таа во која со своите деца ќе разговарате на Skype и затоа сме тука едни на други да си помогнеме. Кога и како е основано Сдруженијето? ИРЛ се основаше кон крајот на 2017 година. Потребата за основање нова организација дојде од потребата за иновирање во сферата на тоа како ние, новинарите, кои известуваме за корупција и криминал, ќе допреме до граѓаните. Зошто го кажувам ова? Затоа што едноставно темите, истражувачките истории, аналитичките и длабинските анализи за известување за организиран криминал и корупција во мејнстрим медиумите и во онлайн медиумите, практично во сите медиуми генерално, според истражувањата на релевантни граѓански организации, како БИР да речеме, сочинуваат помалку од 1% од вкупното известување. Граѓаните се бомбардирани со лажни вести, полувистини, полулаги и сето тоа се информации спакувани за интересите на оние кои се рекламираат во медиумите, за интересите на оние кои што ги поседуваат медиумите, но не и за интересите на граѓаните. Како да го искомуницираме тоа? Решивме дека нашата професија нема особен углед во моментов и наша работа е да ја бараме довербата. За да ја бараме довербата, ние не може некој од Крива Паланка за нас да представува бројка на Google Analytics, 42 годишен маж или 38 годишна жена, ве читаат. Не.
Ние сакаме да запознаеме нашата публика, сакаме да знаеме што ги мачи, сакаме да знаеме кои им се проблемите и така заедно да соработуваме и заедно да се охрабруваме во борбата против корупција. Едно од најчестите прашања што ги добиваме е зошто токму сега го правиме ова среде избори, а зошто да не? Ако корупцијата е стратешка определба на Европската агенда за проширување, и е главниот проблем на македонското општество и генерално на балканските општества, и кога гледаме дека партиите кои бараат доверба од вас граѓаните, од нас граѓаните, не се борат овие теми да ги стават во фокусот на нивната кампања, ние сакаме да го пополниме тој простор. Ние сакаме да им помогнеме на граѓаните да разберат дека нивниот живот ќе има подобар квалитет, дека нивните деца ќе останат дома, ако почнеме од коренот на проблемот, а тоа е за жал корупцијата. И за жал, тука мора да се даде борба. Тука не може сите да седиме на страна и да гледаме и да чекаме некој друг нешто да ни одработи. А граѓаните имаат моќ. Да не беше така, партиите немаше сега да ги прогонуваат граѓаните и да ги малтретираат да гласаат за избори. Така што ние сме тука да ги поттикнеме граѓаните да ги постават вистинските прашања и да бараат решенија за вистинските проблеми. Кои теми и проблеми ги истражуваше ИРЛ во изминативе години? Истражувачката репортерска лабораторија во изминатите години истражуваше шверц на муниција прекограничен, кој вклучуваше повеќе балкански држави и европски држави. Истражувавме шпионажа, пропаганда, влијание на политичките интереси на големи лоби групи од Русија до САД и каде не врз демократските процеси на земјите во регионот. Нашите истражувања беа објавувани во Guardian, беа објавувани во Buzzfeed, во пост, но за жал не допреа до оваа публика, зашто е тоа така. На сите не е многу јасно, видете кои ги поседува медиумите и ке сватите зошто за вистинските теми и за вистинските проблеми нема место. Реакциите беа различни, во македонските институции немаше преголеми реакции, но има доста голема нервоза кај сите оние кои имаат малку моќ од нашата работа и тоа само ни дава сила да продолжиме понатаму. Која е основната мисија и главните цели на истражувачката репортерска лабораторија? Која е мисијата и главните цели на ИРЛ? Мислам дека ова ви го одговорив и претходно. И тоа е тоа. Фала ви, дечки, и извинете што не сме во студио. Поздравче. Цветковска, ви благодарам на гостувањето во емисијата Став, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер.